По првиот месец од пробниот период, јавниот градски превоз се покажал како успешен проект. Резултатите од анализата, направена на крајот од декември, велат дека граѓаните ја прифатили услугата. Потврда за тоа било што во просек дневно во сите 4 термини се превезувале по околу 180 патници. Зголемен интерес за користење на превозот имало секој четврток, кога е пазарен ден во Кочани. Тогаш просечно се регистрирани по околу 270 граѓани кои ја искористили услугата. Оправдување за успешноста на проектот и заинтересираноста на корисниците од општината наоѓаат во поволната цена за едно возење. За пробниот период, превозникот Автоатом наплатува билет по цена од 10 денари, а локалната самоуправа дополнително за секој продаден билет на компанијата и дотира уште 10 денари. За таа цел е склучен и посебен договор меѓу општина Кочани и давателот на услугата. Испитувањето на јавното мислење кај граѓаните покажало дека тие имаат известни забелешки за начинот на кој се извршува јавниот превоз. Пред се побарано е измена во должината на линијата. На одредени корисници не им одговарало што при превозот се прави круг до лесна индустрија, па потоа се оди кон оризари. На овој начин возењето траело предолго, поради што имало сугестија во правец кон лесна индустрија превозот да се организира со друг автобус. На тој начин ќе се скрати и времетраењето на возењето од местноста Бавчалук до населбата Оризари и обратно. Со ваквите и други заклучоци, локалната власт ќе излезе и пред советот на општината, при што ќе биде побарано пробниот период да биде продолжен за уште 3 месеци, односно до крајот на април. Истовремено се предлага да нема промена на цената на чинење на билетот, односно половина од сумата да ја плаќа патникот, а остатокот да го дотира локалната самоуправа.